Емисија за хумор. И сатира. Драги слушатели, читам пред некој ден еден етимолошки речник на стари зборови и не ми се верува. Замислете си, етимолошкото значење на именката министер било слуга на народот. Ама тоа било некогаш во старите нецивилизирани времења. А денес е обратно. Денес министерот не му е слуга на народот, туку народот му е слуга на министерот. Ова ме натера повторно да се навратам на некои поими кај кои денес не остана ни корен од нивното претходно значење. Еве ви пример. Демократија. Демократија некогаш значеше владење на народот. А денес таа именка си стана пародија на самата себе си, зашто не постои ниту една земја на светот каде што владее народот. Или јавно мислење. А сите резултати од јавното мислење доаѓаат со тајно гласање. Или Независна Република Македонија. Тоа е држава од која во овој наш убав демократски свет не зависи ама баш ништо. No, señor, no, señor. Гром! Есам! Евна! Елем! Мепсо! Уяпа! Мевр! Еу! НАТО! АРМ! МВР! Опсе! Пион! УЕФА! ФИФА! ДМСЖ! Што? ДМСЖ! Што рече бешити, мајка? ДМСЖ! Аманбе, чекай, што ти значи тоа ДМСЖ? Доста! Ми го скративте животот! Не баталија, леле море алија, не збудалија. Сакаме Европа, сакаме. Леле да е с краја, од писмиле траја. Не иđеме Балкан, леле не иđеме. Леле да е с краја, од писмиле траја. Не иđеме Балкан, леле не иđеме.
Леле море Алија, кај ме пративте, животот бре Алија, ми го скративте. Сакаме Европа, сакаме, овде секој јава, уште и те мава, неќеме да сме кои неќеме. Овде секој јава, уште и те мава, неќеме да сме кои неќеме. Леле море Алија, што ќе правиме? Нема море Алија, да се давиме. Сакаме Европа, сакаме. Пусто турско кај си, што си сакаш прај си. Достани беше леле Азија. Пусто турско кај си, што си сакаш прај си. Достани беше леле Азија. Слушај, паму народе, кој не мисли како мене, ќе му поднесам кривична пријава, јасно? Извини, а што мислиш ти? Јас? Ништо. Може? Ајде, влезете. Благодарам. Има ли уште некоја надвор? Не, јас сум последна. Леле, имало Господ. Очигледно, моите предходнички многу ве измориле. Море, какво изморување? Без брлавија со своите глупости. Хај сега, ајде да видиме што знаете вие, па да си одиме секој по својот пат. Дали сте подготвена? Подготвена сум, уште пред да станам полнолетна. Не мислев на таква подготвеност. Да? Да, ајде, одиме со првото прашање. Зошто вие се пријавивте на конкурсот? Па, да видам искрена, Да. се пријавив поради две причини. Да ги чујам. Првата е што од секогаш сум сакала да работам во фирма која работи со странство. А втората? Втората, уште поважна е, Да. што платата во таква фирма е мошне примамлива за наши прилики. Конечно еден нормален, искрен одговор. Благодарам. А сега кажете ми како вие гледате на меѓународните односи? На меѓународните односи да. јас гледам како на сексуални односи. Како на што? Како на сексуални односи. Како на сексуални односи? Да. Кој со кого, кој над кого, кој под кого. Едните влечат напред, другите туркаат одзади. Едни ги милуваат, други силуваат. Ама што зборувате вие, господице? Како тоа едни ги милуваат, а други ги силуваат? Епа, Грција ја галат, Сирија ја палат. Да, за жал. Црна Гора ја милуваат, а Србија ја силуваат. Точно. А знаете како се вика она што и го прават на Македонија? Како? Реденка. Менкема? Што е? Што ти се случило? Леле, директор, помагај жити, господа. Во што е проблемот? Не можа веќе да издржа. Зошто, бре, зошто?
Zato što mi došao nož do koska. Е баш до коска? Mre, tu džiger me, direktore, do džiger. Чека, добро, што можам јас тука, бе, менче? Како за сите, така и за тебе? Lele, nemojte taka, direktore. Sakate da se ubijam? С краја да е. Значи, тешко ти е, а? Mnogo teško, direktore. Верувам. А што е тешко, бе, менче, а? Što je teško? А? Se. Што се, бре, кажи пример? Pa ewe, teško je da dojdam do pari. Да, рецесија. Teško je da vrabotam nekoje od decata. Да, транзиција. Teško je da si gi plaćam smetkite. Да, неликвидност. Teško je da im odnesam hrana na domašnite. Па, социјална криза на секаде. Mre, kakva kriza, direktore. Teška beda i preteška. Да. Дури ни Кочо Рацин не паметел вакви времиња. Ni Kočo Racin, ni Stale Popov, pa duri ni Maksim Gorki, direktore. Што ти е тебе најтешко, бе, менче? Ајде кажи, ако може некако, да ти помогнам. Lele, direktore, pa ti si majka Tereza. Мајка Тереза? Чекај, во која смисла? Pa se znaje vo koja, vo humana. Така може. Значи, што ти е најтешко? Faka, najtežo kod se mi je životot. Животот? Da, toliko mi je težak životot što mi ide da se otepam. Да се отепаш? Ајде, глупости. Gluposti? Zašto? Затоа што од се има излез. Nema, ne. Има. Ne, direktore. Od ova nema. Ама има кога ти велам, бе, менче. Еве, јас ке се жртвувам. Lele, direktore, vistina? Да, ако ти е толку тежок животот, јас ке живеам место тебе. Arayo! Oyo! Hey! Чики-чака! Не знам што е пострашно. На почетокот да се најдеш на крајот или на крајот уште да си на почетокот. Нема поголема антипропаганда од политичката пропаганда. Многу лошо се храниме. Цел живот се јадеме меѓу себе. Нема поголем мотив за живеачка од фактот дека има умирачка.
кога ни ги приближија своите ставови, видовме дека се сексуални. Ојо! Арајо! Ојо! Хеј! А чики-чака, чики-чака, чики-чака! Есаса! А чики-чака, чики-чака, чики-чака! Есаса! Леле, кого гледам, лично и персонално, председателот на нашиот јужен сосед, господинот Маглопулос. Ох, ире Хондрокефало, его не било Магалопулос, его било Павлопулос. О, се извинувам, господине Пувлопулос. Павлопулос. Да, јас така реков, Муфлопулос. Разбираш. Вистина? Не, ти имаш многу проблемо со нас и јазик. Да, во последно време ние македонците не можеме никако да се разбереме со вас. Охи, денехи македонци, нема македонци. Како бе нема македонци? Па не постои место на планетава каде што нема македонци, а за Македонија и да не ти кажува? Охи, Македонија е ена и само ена. Македонија е на Елада. Бре, каква Елада? Елада не постои уште од Пелопонеските војни па наваму. А тоа малку што ви останало, ви го дотолчил вашиот најголем душман, нашиот Александар. Знаеш што? Што? Ти била мегалу, клепси. Јас клепси. Не, ти крадеш наша историја, наша географија, наша територија и наша култура. Жити културата. Кога еден народ кој постои со векови и со милениуми, ти не го признаваш за жив. Кога смениш име, его тебе признаеш, Каталавена. Јас разбирам, ама ти ништо не разбираш, господине Празнополус. Павлопулос. Што се лутиш, мајката? Тоа е само колку да видиш како е кога некој ќе ти го смени името. Ти немаш име. Немам име? Не. Ти била никој. Јас никој? Не. Никој. Пак си ги побаркал вонците, Малопулос. Никој се нарекол вашиот Одисеј, кога ги наполнил гаките пред Полифем. Нас јунак Одисеус наполнил гаките? Да, и наполнил гаките и го лажел Полифем. Исто како што и вие сега го лажете светот дека ние имаме територијални претензии против една држава која во Букуреш ни зеде се. Гото. Его не разговараш веќе со тебе. Здраво. Какво здраво. Благодарејќи ви вам овде уште многу време ќе биде нездраво. Со ујдурми, уцени, закани, нагони на Зевс. Од искон така
само грабате, плеткате, матите, лажете цел свет. До кога грци бре со лазење, пазење, мразење, газење на чест? До кога алчни по девизите, визите, кризите, шизите од пес? Забеви Сократ, Платон и Аристотел, Хомер и Анакреон, Езоп и Херодот. Забеви Ескил, Еврипид и Софокле, Перикле, Темистокле, Фидија, Партенон. Леле, тие граници. Грци бре со ујдурми, уцени, закани, нагони на Зевс? До кога сите ваши Едипи, Сизифи, Прокрусти ке влечкаат за нос? До кога грци бре со лазење, пазење, мразење, газење на чест? До кога алчни по девизите, визите, кризите, шизите од пес? Забеви Сократ, Платон и Аристотел, Хомер и Анакреон, Езоп и Херодот. Забеви кога сите ваши Едипи, Сизифи, Прокрусти ке влечкаат за нос? Знаеш дека нашиот народ е многу несреќен што некои македонци си заминаа во странство? Знам, Знаеш? но уште понесреќен е што некои македонци останаа во Македонија. Играм! Македонска политичка драма со парадоксално значење. Зошто сите ни се смеат кога сме ние за плачење? Пијаници, дали некој од вас знае што најмногу еволуирало од почетокот на светот па се до денес? Па се знае што најмногу еволуирало, бешише. Вистина што е? Најмногу еволуирало мајмунот. Мајмунот? Што зборуваш, бе ти? Добре, како што зборуваме? Мајмунот од едно примитивно суштество што скокало од гранка на гранка, станало тоа што сме ние, бе. Што? Го слушате ви овој или не го слушате? Станал ова што сме ние. Па да не стало слушено. Станал за станување. Ама тоа што станал ова што сме ние не е еволуција. Туку деградација на мајмунот.
Така е, Шише, така е, така е. Мајмунот никогаш не би правил вакви мајмулаци, а не, какви што прави човек. Па кој според тебе еволуирал најмногу Чокан, а? Најмногу еволуирала книшката. Бишката? Бишката, па ти. Абе, книшката. Чекај, која книшка е? Чокан? Ама бе, како која бе, како? Кога ќе се родиш? Добро. Што прво добиваш? Прво добиваш шлаканица. Ајде ти што Позна прво си добил шлаканица, бе. Затоа си мага шлаква. Чекај, па што добиваш прво, бе, Чокан? Прво добиваш здравствена книжка. Така или не е така, бе? Да, бе? Потоа добиваш ученичка книжка. По неја добиваш работна книжка, па партиска книжка, па по партиската книжка добиваш денарска и девизна книжка. Абе ти немаш појма, Чокан. Кој појма? Јас немам појма. Ти најмногу еволуирала книжката. Па кој еволуирал најмногу, мори Лукрецио Борџио, а? Најмногу еволуирало зрното грозје. Кој? Зрното грозје. Зрното грозје? Да, Чокан, да. Од обично грозје преку ноќ станало бело вино, розово вино, црвено вино, бела ракија, жолта ракија, мастика, вињак, коњак, виски. И тоа само поради една единствена цел. За каква цел, мори Трујашке, а? Па се знае за каква, бе. Да можете вие мажите по цел ден со јазикот да си ја лечите вашата неизлечива ментална и физичка импотенција. Како можам да размислувам трезно кога на секој чекор во Скопје отворија биртија? Не е точно дека алкохолот испарува во главата. Главата испарува во алкохолот. Капка алкохол немам ставено в уста. Ајде кажете, кој видел ајрот капка?
Замисли, вчера по душекот ставив 100 денари, ама веднаш ги извадив. Зошто? Како зошто бе? Утре некој може да ме обвини дека спијам на пари. Добар ден, мајсторе. Јас дојдов. Добре, пак ти? Пак јас. Мајчице. Аман бе, мајсторе, ти како да не сакаш муштери. Ама што зборуваш ти, жено Божја? Како може да не сакам кога од нив живеам? Од нив живееш? Па нормално. Па зошто тогаш ме пречека така бе, мајсторе, а? Како те пречекав? Па леле, пак ти. Епа, види сега, немој да се лутиш, ама се ми се чини дека ти имаш некој голем проблем. Вистина? Жими фирма, ти имаш некоја многу нездрава и неприродна потреба за штракање. Зашто? За кадросување. Што збориш? Жими се, жими сите апарати што ги имам во Дучанов. Дури ни најпознатите светски звезди, старлети, фуфети, не го прават тоа што го правиш ти. Ја! Што правам јас бе, мајсторе? Како што правиш, мори луда жено? 30 дена поред, секој Божи ден ми доаѓаш да те кадросам. Да, доаѓа. Доаѓаш и сакаш да те сликам од близу, сакаш од далеку, сакаш озгора, сакаш од лево, сакаш од десно, сакаш анфас, сакаш профил. Абе, ти си една голема грешка, мајсторе. Ше ти се? Жими себе. Јас не сакам. Како не сакаш? Не сакам никако. Ни од близу, ни од далеку, ни озгора, ни оздола, ни од лево, ни од десно, ни од анфас, ни од профил. Лажеш? Не лажам, Жими, фацава. Па зошто тогаш секој ден ме масираш, бе, жено Божја? Затоа што морам. Мораш? Да. Каде и да побарам работа, сите до еден ми велат: море, оди, сликај се. Camera, click, 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 paparazzi, sick, sick, sick. Camera, click, 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 paparazzi, sick, sick, sick. Леле, не ми се верува. Митуш бе, ти си? Да ти кажам искрено, ни мене не ми се верува дека сум Митуш. Што? Не, ич, не е смешно, брат, не. Кога ќе престанеш да си веруваш сами од себе си, готово. Шо готово, бе? Ти заминале сите возови. Па штом ти заминале сите возови, а и ќе си седниме на по едно пивце, а? Не можам. Не можеш? Зошто? Брзам. Аман бе, откако те знам, само брзаш. Да, ма порано брзав да фатам некое сливче. А сега? Сега брзам да уплатам некое ливче. Што бе? Играш спортска? Абе, какво играње, бре? Јас само уплаќам, а тие играат со мене. Значи играш, а не си добил никогаш, така? Сум добил, бе, како не сум добил? Вистина? А што си добил? Многу пати сум добил мигрена. Мигрена? Неколку пати сум добил температура. Температура? А еднаш за малку ќе добиев и мозочен удар кога заедно изгубив 600.000. Заедно? Да. И од тогаш сите ме викаат само заедно.
Леле ми ту. Така ти е тоа во спортот. А ти бре, ти, што правиш бе, Кољка, а? Јас? Бројам. Што броиш бе? Пари? Аман бе, кај си видел ти стечец да брои пари бе? Сум видел, Кољка. Не збори бе, кој? Мрме броел пари? Да. Ќе влезел во банка, Добро. ќе застанел во ред и кога ќе почнела благајничката да брои на шалтер, и тој броел заедно со неа, и тоа гласно. Што? Па 3 пати досега му викале обезбедување да го исфрлат надвор. А ти бре, што броиш ти бе, Кољка? Јас бројам партии. Партии? Зошто? За да заспијам. Аман бе, Кољка, чекај, како можеш да заспиеш со броење партии бе? Абе ти знаеш колку партии има во Македонија? Знам, повеќе од бирачи. Епа, додека ги избројам сите, јас заспивам како бебе. Ода на глупоста. Одам на улица, а душа ми земне. Од секој агол камера ме демне. Морам да внимавам, не смеам да сгрешам, не смеам да кивнам, ниту да се чешам. Не смеам да пцујам, штом ќе видам цени. Не смеам да гледам по туѓите жени. Не смеам улица вон пешачки да минам. Не смеам ни ливче од дрво да скинам. Камера лево, камера десно, кај да се скриеш сегде ти е тесно. Какво ли е ова холивудско доба? Камера те снима и во спална соба. Каква ли е ова иднина светла? Сите ќе не избрише електронска метла. Веќе немаш и она лежи лебу да те јадам. Не? Ами што важи? Лежи народе да те крадам. Giorno, come? Giorno. Che è successo? Mamma mia, com'è? Che? Vabbè, што се случува во nostra terra Macedonија? Pa guardas che ve cretino, doaѓa zima. Zima? Sì, zemi kalendarот pa che vidiš. Бе, куме, не ми треба за тоа календар, куме. Ио знам дека доаѓа зима, кога ќе престане да ми пее мија билбилче. Sì? Си. Pa што пресуваш тогаш, бе? Ке ова што се случува во наша тера Македонија? Зате, куме, ама кога прашав, ио не мислев на временската прогноза. Туку, че ова што се случува во nostra мафија во Македонија. А ке се случува, бе, Доломито? Ајде, гвардај наоколу, па ке ти стане јасно. Nostra мафија е единствената светла точка во Македонија. Си? Си, ами како? Туто стопанство пропаѓа, а соло Nostra мафија чути.
Така ли е или не е така, Долмица? Си, куме, ама... Ке ама? Ама, куме, и денес најдоа труп. Труп? Па што? То е овде нормалисимо. Нормалисимо? Ма си, то е закон во книговодството. И ненте не те разбирам, куме. За какво книговодство ми парлаш? Слушај, ступидо, кога ке ти дојде крајот? О, мадре мија, мене да ми дојде крајот? Мано, кога ке ти дојде крајот на годината? На годината? Си, тогаш се прави завршна пресметка. Завршна пресметка за ностра ујапа? Мано, за тути наси ностри кумови. Перке? Перке? Па да се види дали ни е салдото позитивно или негативно, капи си? Чекај бе, куме, па каква врска има тоа со труповите? О, мама мија, абе ти ниенте не разбираш. Во книговодството има una, due e tre fasi. Tre fasi? Sì, коннотиране, балансиране и ликвидација, јасно? Скузате, куме, ама ио пак ненте не разбирам. Абе, како влезе ти во ностра фамилија, а? Со партиска книска? Ке? Баста, идиото, баста! Идиото интернационале. Во ностра книговодство на оној кој ќе ги замрси сметките во контирање и балансирање му следи ликвидација. О, мадре мија, го бришат? И тоа тоталменте, идиото, кој е труп за финанси, ке стане труп и за гробарите. Перке? Како перке, бе, како перке? Ако ние не го закопаме него, тој ке не закопа нас. Ако е мафија синоним за фамилија, тогаш во Македонија има многу фамилии. Кога видов што се прават судиите, сватив зошто велат дека правдата е слепа. Бре, господа, па олку криминал нема ни во криминалните филмови.
мина времињата кога викавме: куме, изгоре ти кесе. Сега кесе му изгоре на народот. Не е точно дека се лево ориентирани. Ним леви им се само рацете. Абе, луѓе, читавте? Да бе, мамичето нивно, ке се крева в прагот за пензионирање од 64 на 67 години. Абе, уште утре одам да си ги поднесам документите за пензија. Абе, не за тоа, бе. Не за тоа? Читавме, замисли. Некои доктори си пишувале по 30 пати мој термин и купови рецепти за себе. Па тие бе биле многу поболни од сите своји пациенти. Абе, не за тоа, бе, не. Па зашто бе, Дончо? Абе, не враќаат. Не враќаат? Да. Каде бе не враќаат? Зад Карпатите? Што? Тебе то ти е смешно. Абе, ти си смешен, бе. Лазе, ќе не врателе зад Карпатите. Па кај ке не вратат, бе, Дончо, каде? Во мајчината? Не враќаат назад. Каде бе назад, бе? Во социјализмот? Супер! Супер! Ние во социјализмот си живееме како капиталисти. Доста тресете глупости, бе. Не враќаат назад во визниот режим. Во визниот режим? Да, само тие тоа не го нарекуваат визен режим. Туку нов систем за безвизно патување низ Унијата. Нов систем за безвизно... Чекаме. Абе, што им значи тоа? Тоа им значи секој граѓанин од земја која не е членка на Шенген зоната, прво треба да се најави каде сака да оди. Ако добие дозвола, ќе плати 10 евра за пропусницата. Види ги, мајчине, што направиле ова, бе, мајка? Па се знае, бе, што направиле, да се самозаштитат од несакани гости. Алал да им е за ова, значи. Алал да им е. Што зборуваш, бе, ти? Како што зборувам, бе? Па си оджган од Свето Тимотиде, таму кога се отворија. Да, бе, мајката се наполнија со шверцери, со дилери, со джепчи, со проститутки, со макроа, со емигранти, а во последно време и со терористи. Абе, пак ќе речам, алал да им е, бе. Така се чува еден систем, една територија и еден народ, а не како што се однесуваме ние. Како бе се однесуваме ние? Како се однесуваме, бе? Се што сака да ни влезе, ние дозволивме да ни влезе. Па после почнавме да кукаме, леле, бре, луѓе. Абе, ова многу болело. Што ти ја плачат, мама, почнува твојата драма, роди се ти на Балкан и живи живот Балкан. Леле, не сакам да сум тебе, не сакам живот каже, не сакам да станаже,
lele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Sekoj puti, sekoj dupi, sekoj grade, sekoj jade. Lele, ne stakam da su tele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Lele, ne stakam da su tele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Ne stakam da me kuva, ne stakam da me dupa, ne stakam da me gaza, vrati me tako nazad. Ne stakam da su tele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Lele, ne stakam da su tele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Lele, ne stakam da su tele, ne stakam životaže, ne stakam krstnaraže. Mirče be, Mirče. Što, koji, kade? Abe, Mirče, mora da si lapnal svirče. Svirče? Što je? Zato što cijelo vreme krčiš i sviriš. Kako već sviram? Vaka. Baš taka? More beter. Sviriš kako da si lapnal nekoj bilbil. Što da pravam be, brat be? Zamor. Od šo zamor be, Mituš? Od mojata deviza vo životot. Od tvojata deviza vo životot? Da be, nategni si pa legni si. Vidi go ti nego, nategni si pa legni si. A ti be, Šiše? Što jaz be? Imaš ti nekoja deviza? Što da li ja? Nekoja deviza. Ave šta je te? A jaz nemam ni denarče, a ti mi baraš devizi. Ne ti baram ništo, Šiše. Te prašumam da li imaš nekakva deviza, nekakva filozofija vo životot. Na takva deviza misliš? Da, imaš? Normalno da ja be. Jaz bez ta deviza vo moj život ne bi imao, mislim, moj život ne bi imao nikakva smisla. Ja. Što ja? Što? Živi devizava? Kaj da odam, što i da pravam, ta me sledi što se veli vo čekor. Bravo, taka treba. A može da je čujem? Kako ne? Pivni si, živni si. Pivni si, živni si? A greška si, Šiše. Kako me greška zube? Taka. Ne te sledi vo čekor, tuku vo raščekor. A ti be, Joska? Što jaz? Imaš ti nekoja deviza? Abe, imam, dao gospod, ama georoči vo banka, što se veli da mi se najdat za ne daj Bože. Gospode Bože, site do jedan ste zabegale. Abe, kuj ti bara devizi? Jaz te prašuvam za tvojata životna filozofija.
За мојата животна филозофија? Да. А таква девиза, тоа ме прашува. Да, имаш? Мојата девиза ја содржи единствената смисла на човечкиот живот, трале. Единствената смисла на човечкиот живот? Да. Седни си, макни си, клекни си, какни си. Знаеш каква е еднината и множината на личните заменки кај мојот лидер? Каква? Јас сум, ти сум, тој сум, ние сум, вие сум, тие сум. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.